Во врска со можноста за откуп на дворното место по цена од 1 евро за метар квадратен, ја слушаме владата како им порачува на граѓаните дека ваквата можност истекува на 27 јануари 2011 година. Со тоа што владата ја ограничува ваквата можност до јануари 2011 година, таа покажува целосно неразбирање за катастрофалната економска состојба во која се наоѓа Македонија. Имајќи ја предвид рекордната сиромаштија, која надмина 31% и е највисока во историјата на земјата, очекуваме владата да го проложи рокот на оваа мерка. Доколку владата не го проложи рокот, тогаш новата влада на СДСМ, уште на почетокот на својот мандат, повторно ќе им ја даде можноста на граѓаните да си го откупат дворното место за 1 евро по метар квадратен. Истовремено, ја сметаме промотивната кампања, која што владата ја води за оваа намена, за целосно непотребна, за која што оваа влада ќе потроши 250.000 евра или повеќе од 15 милиони денари. Овие пари може многу подобро да се искористат, доколку, например, целосно се реализираа предвидените реконструкции на средните училишта, средства за оваа намена со ребалансот преполовени од 40 на 20 милиони денари. Во тој случај, наместо скапа и непотребна кампања, ќе имавме средношколци кои ќе има подобри услови за учење. Вчера министерот најновите буџетски проекции што вчера ги соопшти министерот Ставрески за раст на економијата до година од 3,5%. Ние мислиме дека министерот Ставрески и владата целосно го изгубија кредибилитетот да зборуваат за било какви економски проекции. Кредибилитетот го изгубија во 2009 година, кога од незнаење или заради манипулирање предвидуваа раст на економијата од 5,5%, а економијата на крајот влезе во рецесија и оствари економски пад од 0,5%. Тогаш тие го изгубија кредибилитетот. Инаку било каква расправа за она што ќе се случува во македонската економија во 2011 година, неизбежно мора да вклучи и расправа за проектите кои што СДСМ ги предложи пред неколку дена. Да, може. Ставот на СДСМ по вчерашната изјава на ставот на премиерот Груевски во Брисел дека Европа треба да се преиспита, Грција исто така и да не дозволат почеток на преговори без компромис за името, ако не треба да се размислува за други алтернативи. Што мислел премиерот под други алтернативи, тоа треба да го прашате него, си знае тој. За СДСМ, влезот во Европската Унија и НАТО е единствената алтернатива. Се друго е само авантуризам и коцкање со еднината на земјата.